Почитувани, СДС го менува влакното, но не го менува карактерот. 2,5 месеци од како дојдоа на власт, наместо граѓаните да ги бројат проектите што се реализирани во нивна полза, се бројат само жртвите на неодговорниот и неспособниот режим на Заев. Последната жртва на СДС се пензионерите. За жал не по прв пат. Еднаш веќе им беа скратени пензиите во претходните влади на СДС, сега и последнава реши да удри по повеќе од 300.000 пензионери. СДС го укинува планираното и најавено покачување на пензиите. Заради неспособноста и неодговорното работење на Заев, пензионерите оваа година нема да го добијат планираното зголемување од 5% на пензиите. Почитувани, септемвриската пензија ќе се покачи само за 180 денари, а не според она што ВМРО ДПМН го предвидуваше и го правеше за пензионерите. За подсетување, ВМРО ДПМН ги покачи пензиите за 620 денари и тоа со концепт на линеарно зголемување на пензиите, што значеше еднакво покачување за сите. Додека СДС ќе го применува другиот концепт, колку поголема пензија, тогаш поголемо е покачувањето, колку помала пензија, помало покачување. Почитувани, разликата помеѓу ВМРО ДПМН е огромна и очигледна. Пензионерите паметат дека благодарение на одговорната и грижлива власт на ВМРО ДПМН, пензиите од 2006 година до крајот на 2016 се зголемија за 79%, односно просечната пензија во 2006 година изнесуваше 7.684 денари, а на крајот од 2016 година истата изнесуваше 13.754 денари. Под власт на ВМРО ДПМН најниската пензија се зголеми за 105%. Или од 4.330 денари во 2006 година, таа во декември 2016 изнесуваше 8.895 денари. ВМРО ДПМН од 2010 до 2016 им даде можност на пензионерите за користење на бањско-климатска рекреација. Таа опфаќаше 6 пансиони со вклучен медицински преглед и платени патни трошоци. Овој проект овозможи на годишно ниво околу 5.500 пензионери да го искористат погодностите што ги нудеше оваа мерка. ВМРО ДПМН во 2015 година донесе мерка за искористување на бесплатен викенд за пензионерите и оваа мерка ја искористија над 5.500 пензионери. Заради целосната негрижа, неодговорност и непосветеност, на 15 октомври Заев ќе сноси политичка одговорност и ќе биде целосно делегитимиран од страна на граѓаните. Ваквата неодговорна влада нема да трае долго. Граѓаните одлучуваат, повраќањето на ВМРО ДПМН на власт ќе се врати и дигнитетот на пензионерите.